Секако дека со ова прекало ќе потпишам новиот мандат, како и тоа дека повторно ќе го дадам моето ветување и ќе го исполнам, дека првото утринско кафе ќе го пијам со новинарите, како и претходниот пат, Почитувани граѓани, во изминатиот период одржавме бројни заеднички средби, митинзи, влеговме во вашите домови, во вашите куќи, ве прашувавме што мислите и што сакате да се промени. Заедно со вас ја напишавме и програмата и во секое наше решение, во секој наш проект се препознава вашиот удел, став и мислење. За разлика од владеачката партија, која немилосредно ги троши народните пари за кампањи, која не се воздржува масовно, врши притисоци, уцени, закани, ние настапуваме како што му личи на овој народ. Достоинствено, храбро и принципиелно. Секогаш заедно со вас, со граѓаните. Ароганцијата, насилството и самобендесаноста се нивните главни одлики во начинот на нивното владење. Истите одлики ги покажаа и во оваа изборна кампања. Никола Груевски и Никола Бакрачевски ги гледавме и пред вести и повести, и во утринските и во ноќните програми. Нивните лица излегуваа и во вестници, и на портали, и на телевизии. Добро е што завршува кампањата, бидејќи доколку продолжеше, сигурно ќе излезеа и од фрижидер. Или добро е што завршуваат кампањата, затоа и добро е што е овој против кандидат доктор и одржа пресконференција во болницата, во операционата сала, не дај Боже да беше против кандидатот Денис Шивак. Сакам наискрено и со длабока почит да ви се заблагодарам што ни отворивте врата, што срдечно не примивте, што бевте наши соборци и што во најтешкото време ни дадовте поддршка да продолжиме по вистинскиот пат. Почитувани, овие избори не се обични локални избори. Тие се референдум за промена на катастрофалните политики на Груевски и на ВМРО ДПМН. На овие избори гласате еднаш, но вашиот глас вреди двојно. За продолжување на успехот на локалната власт, предводена од Сојузот за еднината, а во исто време за одземање на легитимитетот на централната власт. Да ги победиме на локалните избори и веднаш потоа да побараме предвремени парламентарни избори. Јас и мојот тим со мојата програма ви нудиме визија за продолжување на позитивните промени и подобрување во нашата општина. Тоа го покажавме и во изминатиот мандат. Но вие, почитувани граѓани, најдобро знаете дека не е доволно да се напредува само во нашата општина. Затоа потребно е да се промени и централната власт и генералниот курс по кој се движеше државата во изминатиот период. Почитувани сограѓани, на 24 март искористете ја приликата. Ве повикувам масовно да излезете на гласачките места и заедно да победиме два пати. Да победиме и за нашата општина и да победиме за цела Македонија. Ве повикувам да ми ја дадете својата поддршка. Не заради мене, туку заради вас. Заради иднината на вашите деца, заради иднината на Охрид и за цела Македонија. Ве повикувам да го заокружите бројот 42 и во недела навечер сите заедно да славиме. Повелите со прашање, ако имате. Прашање. Во градот се присутни фактовски возила без регистарски таблетки кои цело време ден и ноќ караат и се оград и одат од куќа на куќа. Дали имате нешто по тоа? Па јас
го кажав изминатите денови, дека што се случува во градот, дека имаме и полициска и тортура и од управа за приходи, кои во овај момент се кај моите поддржувачи, моите пријатели, газдите на фирмите кои ме поддржуваат, исто така и онаму секаде каде што во изминатиот период сум влезен. Значи во овај момент ево се наоѓаат во Виспој веќе втор ден, трет ден. Беа и кај Климчево Клизор, беа и на објекти на железничка каде што бев. Сегде се присутни и сегде штамцаат казни. Исто така полицијата приведува луѓе, полицијата тепа граѓани и полицијата убедува наши сограѓани дека ќе им отпишела некои казни, дека некои кривични ќе трнела, не знам што ќе направила, само за тие луѓе да дојдат да појдат на нивна страна за гласањето. Исто така постојано ме пратат, кајде да одам, зад мене, пред мене се, јас се чувствувам многу безбеден. Така пошто полицијата сега ќе потпадне под општина, под ингеренциите и изгледа се припремаат така пред колата на гранчалникот да одат, така да воопшто не ме загрижува. Значи, вчера ВМРО добива новиот документ со кој што се тврди дека општината должи 33 милиони евра. Вкупниот долг на општината е 33 милиони евра. Кога се рачунат вкупните долгови, на крај сума сумарум излегува 13 милиони евра. Значи, имајќи во предвид дека тоа го кажа Александар Николовски, мене ми е незгодно што го носи моето име. Ево, му го честитам и Мендено, затоа што не стигнаа да ми го честитат празникот Мендено. Јас им го честитам на сите граѓани на општина Охрид, на сите православни христијани, дека ние за многу години празникот на сите исто така младенци им го честитам празникот. Јас вчера додека тие држаа пресконференции и ме обвинуваа со лажни бројки во кои тие не веруваат и кои не им се сопаѓаат. Јас бев во црквата 40 маченици, а исто така бев и во црквата Каменско, каде што бев на служба. Така да можам да кажам дека самите бројки и графикони не му се совпаѓаат, самите не веруваат во тоа и воопшто тие податоци не се точни. Јас уште едношка ќе повторам дека ни еден денар општината не должи повеќе него што должеше пред да станам градоначалник. Тоест, обратно, должиме помалце него затоа што со моето работење не само што правев дела, а не како ни злодела, него и враќав стари долгови. Александар Николовски може да зборува се, само тоа не. Александар Николовски може да го запрашаме и да одговори на сите прашања до сега што сме ги поставиле, за да може да побара некој друг да му одговори. А треба да одговори каде владата ги потроши 20 милиарди евра од кога е на власт оваа влада. Тој е пратеник, а пратениците треба да ја прашуваат владата. Каде потроши 20 милиарди евра? Зошто во Македонија се живее најмизерно, дури помизерно се живее или подобро живеат граѓаните и во Албанија и во Босна и во Македонија. Треба да одговори зошто секој месец владата зема по 40 и 50 милиони евра за да подели пензии и така натака и како мисли оваа влада со Александар Николовски да следната година 2014 треба да врати милиарда евра што имаат земено долгови. Нешто не се спремаат за враќање. Значи, за да се врати милиарда евра, треба секој месец по 100 милиони евра се тргат наставна, за кој ќе до 2014 да се врати. Тие уште земаат. А од тоа може да се заклучи дека нема намера да ги враќаат тие долгови, него имаат намера да забегаат негде како што се забегани уште сега.